Општина Зрновци е во напредна фаза со подготовката на проекти за подобрување на условите во образовните институции, што треба да се реализираат во текот на оваа година. На денешната седница на Советот на општината, градоначалникот Борчо Коцев информираше дека активностите ќе се спроведат во основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци, како и во објектот на подрачното училиште во Видовиште. Работиме на два значајни проектни задачи фактички. Едната проектна задача е за започнување на основен проект со ревизија за доградба или изградба на нов објект во училишниот двор, односно до спортската сала со намена за теретана и фитнес вежбање. Мислам дека некаде за 2 месеци ќе биде завршен тај основен проект. Вториот проект на кој ќе се работи се однесува на изградба на нова зграда на местото на подрачното училиште во Видовиште, каде е планиран и спортски терен како и партерно уредување. Коцев нагласи дека веќе се остварени контакти со Министерството за образование, а со одлука што ќе треба да ја донесе општинскиот совет по повеќе од 10 години нефункционирање на тоа училиште, ќе се добие соодветна намена на просторот кој е на атрактивна локација покрај пат. Наша врска е да направиме инфраструктура, а дополнително после со дополнителни одлуки секој од совето може да се направи преадаптација за користење на тај простор. Дали ќе остане образованието да менаџира, дали ќе направиме некоја нова локална институција или сето тоа ќе го изреализираме заедно со јавно-приватно партнерство со услови кои што ние ќе му ги наложиме на тој јавен приватен партнер да ни овозможува услуги како за институциите, така и за сите жители. И крајна цел и крајна идеја е таму од тоа сега да не речам некога бевме со проектант, значи видовме таму место каде што се одлага моментално арско ѓубре од жителите. Да. Инвестицијата можеби ќе е од 20 до 30 милиона денари, етапно ќе работиме, самата зграда, постоечката, буквално тоа е на еден начин по терминолошки кажано од страна на архитектот и проектантот рушевина каде што не може да се реконструира и надградува затоа што нема грам железо у самата града. Подобро на почетокот да се сруши, да се изгради скроз нова зграда и еден спортско, рекреативен, едукативен центар да имаме таму. Целта е да се привлекува посетители во тоа населено место. Дополнително, градоначалникот информираше дека е поднесена апликација до Министерството за труд за доградба на детската градинка во Зрновци. Тоа е прифатено и се очекува реализација од јуни. Ке следи посета од проектанти и надзор од Светска банка, а се очекува да се добие нова целина, која што ќе овозможи нормално функционирање на вработените. Дополнително ќе се добијат 2 нови занимални за децата, со што ќе се зголеми капацитетот на градинката.